За месец дена се очекува да биде донесен законот за заштита од пушење цигари, потврди министерот за здравство Азер Алиу на денешната пресконференција. Тој цени дека со овој закон Македонија ќе биде препознаена за неколку години во Европа. Каже дека истиот во вторник ќе се разгледува на владината седница, а потоа ќе биде процесуиран во собрание. Одамна во влада имаме уште една институција која што треба да се помине, значи владина процедура. Во вторник, овој вторник ќе биде на седница на влада. Законот после тоа истиот ќе биде процесуиран понатаму во собрание. Седам дека не повеќе од месец, максимум месец и пол, законот ќе биде процесуиран. Така да за сега немаме ни една отворена точка која што не е завршена, значи не се консултирани сите стейкхолдери. Имавме неколку состаноци со сите заинтересирани страни. Сите забелешки седнавме, ги анализиравме и од научна гледна точка, и од аспект на економски, инфраструктурни, социјални, здравствени. И на крај со задоволство можам да ви кажам дека сите отворени прашања се затворени веќе, немаме некоја прашање поврзано со законот кој што не е третирано и ценам дека многу брзо нашата земја ќе биде и препознаена и во Европа и во светот. Министерот Алиу е дециден во рестораните со две отворени страни на терасите може да циркулира чист воздух, а тоа се и условите на Светската здравствена организација со цел да има чист воздух. Според Светската здравствена организација имаме дефинирани услови кои што треба да има чист воздух таму. И ние направивме анализа, научна анализа како може и кои се максималните и минималните услови за да може просторот да се третира како простор за пушење или простор кој што не се дозволува пушење. И дојдевме до заклучок и од научната фела и од експертите во здравството дека со две отворени страни просторот, значи терасите можат да се дозволат да се пуши, заради тоа што воздухот цури, се чисти воздухот внатре, квалитетот на воздухот, но од другата страна и од економска гледна точка, знаете дека само во Скопје имаме над 7000 угостители кои што имаат тераси. Министерот и понатаму е согласен дека за 2 до 3 години исто ќе има пресконференција за намалување на пушачите во државата од над 45%, тој се надева дека таргетот ќе биде по 20%.